Сакавме денеска да го направиме овој прес со една желба да информираме јавноста и вас медиумите за отпочнување на градежната сезона 2012 година со проекти кои што Општината Карпош ќе започне да ги работи веќе од овој месец од април. Оваа година доста ќе посветиме внимание на населбата Козле, односно на местните заедници Кузмен Сифовски Питу и Пецо Важиновски Кочо. Тамо веќе минатата година се решија целосно улиците Стогово, Миле Поп Јорданов, Јури Гагарин, улицата Џумеска. Сега продолжуваме од преку улица Козле, значи Крчин, Пијанец, Милан Марковиќ, се ги решаваме проблемите и со фекална и со атмосферска канализација. Тротоарите ќе се менуваат тамо каде што може да се сменат и ќе се постави нов коловоз на сите овие улици. Потоа продолжуваме со улицата Леринска и Ловченска, но тоа веќе е веројатно за некој од наредните средби. Сметаме дека некаде до октомври месец готово да ќе нема улица во Козле која што ќе биде стара. Значи сите улици во Козле ќе бидат целосно реконструирани. Онamo каде што има проблеми со атмосферската канализација, таа ќе биде разрешена, каде што има со фекалната исто така. И значи и Леринска, и Ловкенска, Мила Марковиќ, Крчин, Пијанец. Покрај тоа ќе градиме 4 нови плоштади, од кои што за двата веќе имаме целосни проекти и го распишуваме тендерот. Едниот плоштад ќе можете да видите и на видеопрезентацијата, ќе биде млечниот ресторан. Таму граѓаните подолго време ни се жалат дека одоздола гаражите им прокиснуваат, од друга страна коцките павер елементите кои што се ставени веќе се извадени дел од нив, така да представуваат секојдневна опасност, поготово за малите деца. Имаме комплетно ново партнерно уредување, ќе се прави изолација на гаражите, ќе се стават нови плочи, ќе се постава нова современа урбана опрема. Вие можевте да видите и сега покрај улицата Партизанска и овде на Јури Гагарин поставуваме сосема друг тип на клупи и на корпи за отпадоци. Вамо ќе бидат ушто посовремени од посебен квалитет на материјал, значи урбаната опрема, тамо каде што ќе треба да одмараат луѓето, да седат, корпите за отпадоци, осветлувањето исто така ќе биде со многу подобар квалитет и естетски многу подобро да изгледа. И вториот плоштад тоа е во Влае, делот пред порта Влае, пред паркингот на порта Влае, кој што е на некои преку 3.500 метри квадратни. Ќе можете исто така да ја видите анимацијата, каде што во урбанистичкиот план ќе уцртаме и црква, и целиот тој еден плоштад со голема квадратура, кој што ќе биде комбинација меѓу зеленило, цвеќиња, урбана опрема, фонтана исто така ќе има. Сметаме дека тој простор треба да го разубавиме, односно настојуваме да практично просторот го окупираме со тој плоштад, за да дали сега или во некој нареден период не се дозволи да и тамо се уцрта некоја маркица со згради. Значи се обидуваме да овие простори каде што можеме да ги оставиме, да може граѓаните да ги користат на подолг временски период.